Дарко Златев по поминати 41 ден во болницата во Белград, веќе 10 дена е на интензивна рехабилитација во Кочанската болница. Изгореници по двете раце се последиците по пожарот во дискотеката Пулс, каде што таа вечер бил со пријателите. Имал трансплантација на кожата и на прстите на двете раце. Според лекарите, во наредните 2 години мора да внимава, бидејќи ќе му се појавуваат рани, а треба да се пази од сонце и од комарци. Задоволен е од медицинскиот кадар во Кочани, кој прави се за да почне да ги движи прстите и да му се повлечат лузните. Условите не се толку добри, докторите се добри, а условите се на минимум. Како право и основно немаме лепенки што ни ги препишуваат докторите, тие вазелински лепенки, немаме завои, не завои, туку од оние ластиците за стегачите ги немаме. Нема кај да не премие докторката обичен умивалник, ни ги мие раните. И тоа, нема никакви услови нема. Кремите кои српските лекари му ги имаат припишано мора сам да си ги купува, бидејќи ги нема во македонските аптеки. А лекарката од Кочанската болница стегачите ги нашла во Битола и ги обезбедила за сите пациенти. Дарко е семеен човек, има 2 деца, упорен и редовен на терапиите, со цел побрзо да си го отвори вулканизерскиот дуќан, бидејќи како што вели, од платата на супругата не може да се преживее. Вработен да имам свој дуќан вулканизерски, а моментално е затворен, затоа што нема кој да работи. Како да кажам, Македонија со 2 плати не се живее, камо ли со една. 2 физијатри, 2 хирурзи, физиотерапевти, инструментарки од Штип, Кочани и Скопје работат со околу 110 пациенти кои беа повредени во пожарот во дискотеката Пулс. Најголемиот товар сепак е на вработените во Кочанската болница. 3 физиотерапевти дневно работат со по 12 или 13 пациенти, а реквизитите за терапија им се обезбедени од донации. Ние сме толку креативни што се снаоѓаме со едноставни работи. Овие реквизити ни ги подарија колегите што дојдоа да не обучуваат од странство и мислам дека доволно се справуваме во моментот со овие се додека не најде некоја друга донација или некој да ни помогне. Си ги поделуваме реквизитите од една колешка на друга, дезинфицираме умеѓу време и за следниот пациент да ги користиме. Условите во болницата која е отворена пред 40 години се такви какви што се и потребно е да се реновира, но во моментов, за да им се излезе во пресрет на пациентите, подитно е потребно вработување на медицински сестри. Реално во моментот, бидејќи преврските се тие, доаѓаат колеги од пластична хирургија, потребно ни е барем 1 или 2 уште медицински тип за медицинска рехабилитација. Во Кочанската болница утринава пристигна тим од лекари од Скопје кои во наредните 4 дена ќе ги прегледаат сите пациенти и треба да утврдат во која насока ќе се движи нивната рехабилитација.